Новиот надвозник преку автопатот Штип Миладиновци, што Кадрифаково треба да го поврезе со соседните села, ги извади жителите од селото на протест. Бараат измена на трасата на надвозникот, бидејќи сега ќе им урне и штали и дел од куќите. Тврдат дека се работи за грешка во проектирањето и дека е напуштен првобитниот план, што за нив било прифатливо решение. Имам проблем, што немам известување, ништо нема. Дојде ја ставија колците тачно на сред. И бутат, и штала, и кој имам до 2 метра. И тие машини кои ќе почнат да работат ќе падне куќите. Без да ми известат, без ништо и коле составена. Сакам да ги повикам јавното обвинителство да дојдат да видат кој е направил грешка да одговара за грешката, а не селаните да одговарат. Тај што е направил грешката и да си направи корекција. Уопште да не сме да ја чепкат таа улица, оте нема да ја дадат луѓето. Луѓето ќе лежат на улица, нема да им дадат да градат таму. Трасата на надвозникот треба да минува по улицата каде сега е главниот цевковод од селскиот водовод. Се сомневаат дека ќе биде прекинат, па тие ќе останат без вода за пиење, како што се случило при поставувањето на звучната изолација покрај патот, кога поради прекин на еден крак цело село 4 дена останало без вода. А они сакат преку оваа улица да поврзуваат како таму што е поврзано со земја, со се, со дидови, а доле под ваа улица ни е водата, водоводот што ни е селски. Колку ќе ја потрупат водата, ќе ја направиле, главниот довод, ќе ја направиле. Ние се возиме на тие коли многу, вода немаме со години и со години. Изградбата на новиот експресен пат и автопатот целосно го изолираше оваа село, чии жители бараат да се врати автобуската постојка, бидејќи сега се практично одсечени од светот. Прво ќе не можеме да отидеме до Свети Николе на лекар. А ние сме во село стари луѓе, изнемоштени и плюс 3 села не отсечуваат. Терџелија, Мустафино и ние. Од Агенцијата за државни патишта велат дека проектот за изградба на надвозникот не е менуван. Се работи според трасата предвидена со проектот. Поврзувањето треба да заврши до септември годинава, а автобуската постојка ќе се врати откако стариот пат ќе биде реконструиран.